Ešel, molim. Saša, izvolite. Dobro. Dobro, ja ću pokušat napraviti da budete zadovoljni. Recite mi da vam paši u četvrtak ujutro neko doba. Ok, hvala. Dženja. Može da počnem nije od moje topakuvanje i doaganje. I na granica nema. Mi praviš koliko pari imaš, toliko pari imam. Iskače nadvor. Iskačem i da se vratam. Kaj da se vratam? Srbi te ne me pušta tamo, Hrvati me ne me pušta na druga strana. Mora neko da dojde po mene. I ja ostanem u sredina, nabrišam prostor. A veter 900 na sat. I kaj da idem pozadi bure jedno što je u sredina su zemlje, sve ne znam što. Tam skleče pozadi buretu da nema odnose veter, jedno 2 sati sigurno, najmalca. Dok ne dojde po mene da me zemate, onda sve okej, ne, dojdu i počnem da se snagam od deka što se slučuva. Morav še prva ta večer da prošetam na koliko što možem, da kad se umoram, da vidim kaj se nalagam uopšte. I dojdov praktički na 10 dena, a majve tije 10 dena prerasnavo 9 godina. Se preseli pred 7 godini sa своето семејство во Хрватска, значи во 2000 година. Ради економски причини, ради ситуацијата што беше во Македонија, тогаш беше предвоено стање. Тоа се случи одеднаш кога дојдов надвор како што бев со друштво, дојдов дома и ме чекаат торбите спремени. Тоа беше изненадување за мене. На почетокот тешко ме прифаќаа, пошто бев странец од Македонија дојден. Таму иначе сите тешко ги прифаќаат кога се странци, пошто заради војната имаат лоши мислења за странци, фобија. После почнав полека се привикнав, почна да ме прифаќаат. Тргнав во средно училиште, се запишав во Задар, во угостителска школа. Таму запознав нов круг на пријатели. После некој време почна да ме мачаат некои пубертетски проблеми и бубачки во главата, како што имаме сите во тие години. И почнав да се запрашувам за својот религиозен смисол. Таа книга ја објаснуваше уствари на научна база религијата, како религија, верата, христијанството. Се викаше темели на верата. Тогаш кога почнав да ја читам, уствари само идеш од себе, тоа течеше, не можев да прекинам, многу ми беше интересно. Скоро паднав во некој транс, како непрекиден. Само читав и читав и читав и читав. Читав до касно во ноќта. Не може едноставно да прекинам, бев воодушевен. При една исповед, кога бев да се исповедам кај свештеникот, го прашав дали да станам католик и да одам во католичка богословија. Тој не се сложи со мене и рече да бидам она што сум. Ако сум се родил како православец, да останам православец и дека мојот повик е таму. После почнав позбилно да размислувам за тоа, како почнав да созреувам повеќе, да се ближам кон крајот на средното училиште, така да донесов конечна одлука дека сакам да студирам богословија во Македонија, на православниот богословски факултет. Ова оркестар Виагра се вика, овде настапуваме веќе долго, под водство на шеф Владимир Матун. Не. Он е капелник на овој оркестар. Загребачки Тома Драковиќ. Не, Тома Драковиќ. Он е иначе загребчан, тука роден. Девојките се исто од Загреб, тука се родени, работиме заедно веќе долго време и добро се сложуваме. Една до друге душте маше, обие у очи гледам тебе, а јас борим се, себе борим се. То што е моје, сигурно е, што ми е моје, још боље е, а ти питаш шта ми е. Удара у главу ко шампања. Дојдов со другарчиња од Кичево, дојдовме да свириме тука. Ходовме на станица во Загреб и со воз патувавме. У цело купе, ние сите внатре и инструментите заедно. Така, номадски. И дојдовме на станица, вика, кој сте вие, кај одите? Прашувало. Свириме.
Što svirite? Sviri me. Ne znaju ni nije sami što sviri. Rupčevski trajče od heavy metalec si je istriži kosata, za razlika od mene, jasne, i u narodnjaci. Da, be, batka, ne možem, be, kako će sviram, be, batka, će sviriš. Će sviriš za pari i to kako? Od roka se nije mogo. Ja sam probao, mak nema šanse. A 3 grupe opstaju. U ono doba Parni valjak, Prljavo kazalište i Lepi sol, u ono doba Bijelo dugme i to su bili bendovi u bivšoj Jugoslaviji koji su se održali sa tom muzikom. Inače nije bilo love, eto. I ajmo mi, Birtija i Dernek. I tebe sam sit kafano. Stoja odmah. Razmiraš, mora be borba be bat.